На Господа, еве, со Божја помош, денеска ќе ја завршиме книгата на пророкот Агеј. Значи, денеска ќе ја разгледаме четвртата порака или четвртото пророштво. Ги видовме претходните недели првите три пророштва и денеска точно и како што пеевме, ќе видиме нешто за тој голем Бог, за тој голем цар кој доаѓа. Но најнапред да ја прочитаме целата книга на пророк Агеј. Многу интересна е, многу мала и отворете 943 страна и заедно да ги прочитаме овие две глави, овие 4 пророштва, да видиме што Бог му кажува на израелците во тоа време и денес нас преку пророкот Агеј. Во втората година на царот Дарий, во 6-тиот месец, во првиот ден на месецот, Господовото слово дојде преку пророкот Агеј на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседоков, врховен свештеник. Вака зборува Господ над воинствата. Овој народ зборува: уште не е дојдено времето за да се изгради пак Господовиот дом. Затоа дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. А вам ви е време да живеете во покриени кујки, додека овој дом е разурнат. Затоа Господ над војските сега зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Сеете многу, собирате малку, јадете, а не сте сити, пиете, а не можете да се напоите, се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, ја става во скината кожена торбичка за стрели. Господ над воинствата зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Отидете во гората, донесете дрва и подигнете го пак домот. Тоа ќе ми биде мило и ќе се прославам, зборува Господ. Се надевавте на изобилство, а ете малку е. Што ќе донесете дома, јас ќе го дувнам. А зошто, говори Господ над војските? Затоа што мојот дом е разурнат, додека секој од вас се грижи за својот дом. Затоа небото се заклучи и не дава роса, а земјата не ги подава своите производи. Јас ја повикав сушата на земјата и по горите, на житото и на виното, на маслото и на се што рајга земјата, на луѓето и на добитокот и на секој со мака добиен плод. А Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, врховен свештеник, и сиот останат народ ги послушаа гласот на Господа својот Бог и зборовите на пророкот Агеј, како посланик на Бога. И народот се исплаши од Господа. Тогаш Агеј, Господов гласник, пратен од Господа, му рече на народ: јас сум со вас, говори Господ. Господ го разбуди духот на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и духот на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник, и духот на сиот останат народ, да дојдоа и се зафатија со работа во домот на Господа над воинствата, својот Бог. Тоа беше во 24-тиот ден на 6-тиот месец во втората година на царот Дарий. Во 7-миот месец, во 21-тиот ден на месецот, дојде Господово слово преку Агеј. Речи им вака на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, свештенички поглавар, и на другиот народ: има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие сега? Според оној не е ли тоа како ништо во вашите очи? И така биди јунак, Зоровавеле, слово е на Господа, биди јунак, Исусе, сине Јоседоков, главен свештеник, биди јунак, народе, на сета земја, на работа. Зашто јас сум со вас, зборува Господ над воинствата. Поветувањето што ви го дадов вам кога излеговте од Египет, мојот дух остана среде вас. Не бојте се, зашто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ќе ги растресам небесата и земјата и морето и копното, ќе ги стресам сите народи, за да дојде богатството на сите народи и ќе го наполнам со слава овој дом, зборува Господ над воинствата. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ над воинствата. Славата на овој втор дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа над војските и ќе му дадам мир на ова место. Слово е на Господа над војските. Во 24-тиот ден на 9-тиот месец во втората година на царот Дарий дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. Господ над војските зборува вака: прашај ги свештениците што вели законот и речи:
Кога некој би носел во скутот на својата облека осветено месо, или ако би се допрел со скутот до леб, до јадење, до вино, до масло или до каква и да е храна, дали тоа ќе стане свето? Свештениците одговорија не. Агеј праша натаму. Кога некој кој се онечистува допирајќи мртовец, ќе допре нешто од она, дали тоа ќе стане нечисто? Свештениците одговорија, ќе биде нечисто. Тогаш Агеј рече вака: таков и овој род, таков и овој народ пред мене, говори Господ, такво е секое дело на нивните раце и се што придонесуваат тука, се е нечисто. А сега размислете во срцето од денешниот ден за напред, пред да почне да се става камен на камен во Господовото светилиште, какви бевте. Му доајгавте на куп од 20 мери, а беа само 10. И доајгавте на кацата за да зафатите 50 мери, а беа само 20. Го удирав со суша, со пламеница и со град секое дело на вашите раце. Но никој нема кај мене, говори Господ. Затоа внимавајте добро од денешниот ден за напред. Од 24-тиот ден на 9-тиот месец, кога почна да биде граден Господовиот храм. Внимавајте добро. Има ли уште семе во житницата? На нивиновата лоза, ни смоквата, ни калинката, ни маслината не даваа плод. Но од оној ден, јас ќе ги благословувам нив. Во 24-тиот ден, на истиот месец, му дојде Господовото слово на Агеј повтор пат. Речи му вака на Зоровавел, јудејскиот управител: јас ќе ги растресам небесата и земјата, ќе ги оборам престолите на царствата и ќе им ја уништам силата на царевите на народите. Ќе ги превртам бојните коли и оние во нив ќе бидат оборени нивните којњи и којњаници. Ќе паднат од мечот на својот брат. Во тој ден, говори Господ над воинствата, ќе те земам, Зоровавеле, сине Салатилов, мој слуго, говори Господ. Ќе те ставам како печат, зашто тебе те избрав, говори Господ над воинствата. Значи, оваа мала книга, прекрасна книга, многу ни зборува, иако е толку мала. Во првите 3 пораки што ги разгледавме во изминатиот период, што видовме? Видовме како започнува градењето на храмот, па прекинува, и како да се гради храмот за Божја слава, или видовме служење за Божја слава. И го поставивме прашањето, дали ние започнавме да градиме? Дали оние кои се уште не граделе започнаа да градат, или оние кои граделе а прекинале да градат, се обратија и продолжија да градат за Божја слава. Потоа видовме дека и најмалата служба, без разлика колку мала ни изгледа нас, може би велиме дека ова е ништо, ова што го правиме беззначајно, ама го правиме за Бога, служиме за Бога, во очите на Бог, тоа е големо, тоа е голема служба, голема работа и има светла иднина. И минатата недела, како трето пророштво, видовме како да бидеме посветени во службата, а не само религиозни. И денес ќе видиме за служењето, како што пеевме, точно на оној голем цар, на оној голем цар кој доаѓа. И не зборувам духовно, зборувам буквално. Царот доаѓа. И многу често, денеска, во ова модерно време, во овој постмодернизам, многу често, кога читам или слушам некои модерни книги, модерни проповеди, забележувам дека често се провлекува една грешка, а тоа е голема грешка, а тоа е дека човекот е честопати во центарот на тие пораки, на тие проповеди. Човекот е тој околу се врти, па дури и Бог се врти околу човекот. И кога така размислуваме, тоаш е многу лесно да отидеме во тој правец, да се слизниме во тој правец. И тогаш го изфрламе Бог од центарот, го тргаме Бог од центарот и се поставуваме ние во центарот на нештата. Самите себе се поставуваме. И тогаш човекот станува центар. Гледате какво извртување нештата. Се трга Бог од центарот, а се поставува
човекот како центар. И тоа човекот ќе стане центар и се почнува што? Да цвета? Не. Се почнува да се распаѓа. Бидејќи моите потреби се најважни, а не она што Господ го баре и она што Господ го работи. И за жал така размислува модерниот свет, па и модерното христијанство. Јас сум некој што има потреба, а Бог е тој што треба да ја исполни таа потреба. И тогаш во таа ситуација од Исус правиме што? Правиме еден личен Бог кој растрчува насекаде околу нас и зошто? За да ги исполни сите наши барања, сите наши потреби. И ова денес многу често го слушаме од луѓето, но за жал и од проповедници, од христијани. Често забораваме за кого зборуваме. А зборуваме за кого? Зборуваме за Исус Христос. Ние забораваме кој е Исус Христос. Забораваме дека кога зборуваме за Исус, зборуваме за тој голем цар. За голем цар. Зборуваме за царот над царевите, за господарот над господарите, а не за некој многу мал Бог. Значи зборуваме за големиот цар. Тој е тој кој е во центарот. Тој е голем, а не ние. Не е човекот во центарот. Бог треба да биде секогаш во центарот. И овие денешни стихови може би се малку чудни, што ги прочитавме од 20 стих наваму. Чудни се за некого. Јас верувам дека сте ги прочитали овие стихови, но не верувам дека сте слушнале проповед за нив, бидејќи ретко кој ги проповеда. Бидејќи сите проповедаат Бог е љубов, Бог е милостив, а никој не проповеда дека Бог еден ден се ќе стреси и се ќе преврти. Но колку и да се чудни, колку и да не ни одговараат, тие се дел од Божиот збор, од Светото писмо и не можеме да ги прескокниме кога го проповедаме пророкот Агеј. И не можеме да читаме само она што ни одговара и што ни се допаѓа. Мораме да читаме се со ред и да го знаеме целиот Божи наум за нас, целиот Божи наум за човештвото, за целиот универзум. И оваа четврта порака, што Бог ја пратил преку пророкот Агеј, пристигнува истиот ден како и третата порака. Значи, тој ден, две пораки. Ако се сеќавате, за секоја порака видовме точен датум имаме. Кога пристигнала и тоа што ни покажа. Кажав и минатиот пат, ја покажува Божијата точност, Божиот суверенитет. Но прашањето се поставува и денес, дали ние сме точни или и денес доцни. Ова четврта порака, за разлика од другите три, е упатена само до еден човек, не до целиот народ. Претходните видовме. До Зоровавел, до Исус и до народот. А сега ова е само до еден човек. И сега кога ја читаме ние, што поточно правиме кога ја читаме оваа порака? Тоа е исто како некој на својот телефон пишува пораки или чита пораки, ние вака циркаме да видиме што напишал, која е пораката. Тоа е една лична порака. Ама ние сме па така благословени што нас ни е откриена, па можеме да ја читаме во Светото писмо личната порака од Бог преку Агеј до Зоровавел. Малку интересно е, зарем не? И сега ајде да ги прочитаме пак овие први три стиха од денешната порака која доаѓа и да почнеме да ги објаснуваме. Од 20 стих читам. Во 24-тиот ден на истиот месец му дојде Господовото слово на Агеј по втор пат. Речи му вака на Зоровавел, јудејскиот управител: јас ќе ги растресам небесата и земјата, ќе ги оборам престолите на царствата и ќе им ја уништам силата на царевите на народите. Ќе ги превртам бојните коли и оние во нив ќе бидат оборени, нивните коњи и коњаници ќе паднат од мечот на својот
брат. Какви стихови се сега овие? Гледаме некои страшни работи, некои чудни работи. Зоровавел, кажав и порано и претходни кога читавме, сега кога ја читавме целата книга, дека бил јудејски управител, значи бил предводник не само на Ерусалим, туку на целата област Јудеја. И неговото име Зоровавел значи посејан во Вавилон или семе од Вавилон. И Господ нему му вели овде: ќе ги растресам небесата и земјата. Ќе ги растресам небесата и земјата. Ова Господ еднаш веќе го рече и тоа во второто пророштво, во 6 стих на втората глава го кажа ова. Господ ова го повторува, но овој пат само на еден човек. Тогаш на целиот народ, а сега само на еден човек. Зашто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ќе ги растресам небесата и земјата и морето и копното. И сега овде во 21 стих вели вака: речи му вака на Зоровавел, јудејскиот управител: јас ќе ги растресам небесата и земјата. Значи пак го кажува истото овдека. Значи уште еднаш ни е ветено и потврдено дека тоа ќе се случи. Тоа што кажавме, дека тоа се однесува на второто Христово доаѓање. Значи тоа ќе се случи. А рековме дека тоа истото е напишано и во посланието до евреите, и таму уште еднаш е потврдено дека еден ден Господ на вистина ќе дојде и дека Господ ќе ги потресе небото и земјата. И не знам дали ние вака го гледаме Бог. Или може би во нашите очи е толку мал како некој личен Бог кој ги исполнува само нашите потреби. Дали вака го гледаме Бог? Кој ќе растресе се, и небото, и земјата. Драги мои, јас сакам да го гледаме Бог онака како што го опишува Библијата. А тоа е дека Бог во оној ден ќе ги растресе небесата и земјата. Не знам дали некој од вас доживел земјотрес некогаш во својот живот. Јас сум доживел, ама многу мал, помал така потрес. И знаеме како би изгледало тоа, ама верувам дека сите имаме видено на некој видео на телевизија како изгледа страшен, силен потрес, кога се ќе се затресе. Тоа е страшно, изгледа толку страшно и толку лошо дури и кога гледаме преку екраните. Така изгледа кога земјата ќе се затресе, се е разрушено. И тоа е во Божји раце, и тоа е во Божја контрола. Но овде пишува дека Господ, тогаш Господ ќе ги потресе и земјата и небесата. Значи земјотрес само земјата се тресе. А овде вели земјата и небесата. Овде значи се спомнува стресување на целиот универзум. Значи на се. И во тој ден ќе биде затресено што? И земјата и небесата, универзумот, се што постои. И сето тоа ќе биде затресено во Божиот ден, во денот кога Господ ќе дојде, во денот на Божиот триумф. Што поточно Господ сака со ова да му каже на Зоровавел, а и на сите нас, бидејќи ние можеме да ја прочитаме, реков, оваа порака од Словото. На сите нас. Тоа е дека Господ што сака да им каже, дека Господ планира да ги сруши и да ги уништи сите светски царства. Се она што се издигнува над него, се она што мисли дека е мојкно, се она што мисли дека е нешто, она што се возгордеало и живее во гордост, се она што на прв поглед изгледа дека никогаш не може да престане. Ова ќе трае вечно, некој што вели. А знаете, луѓето го гледале Египет како мојкно царство. Пропаднал. Па Асирија, па Вавилон. Вавилон бил неверојатно мојкен, во злато изграден во тоа време. И што се случило со нив? Сите паднале, сите се срушиле. Господ вели ќе ги сруши сите светски царства и ќе го воспостави своето царство.
а во тоа царство ќе владее Исус Христос Месијата. И за тоа ни зборува 22 стих. Ќе ги оборам престолите на царствата, ќе им ја уништам силата на царевите, на народите. Ќе ги превртам бојните коли и оние во нив ќе бидат оборени, нивните којњи и којњаници. Ќе паднат од мечот на својот брат. Значи, се она што ни се чини мојкно и неуништиво, Господ вели, тоа ќе го уништам и ќе го воспоставам своето царство. Во тој период, зборуваме за времето кога ова Бог му го кажува преку пророкот Агај на Зоровавел, тогаш светска сила, број 1, била Мидо Персија. Значи, Персија го поразила големиот Вавилон. А ако само се вратиме десетици години наназад, би рекле дека нема шанси тоа да му се случи на Вавилон. Толку бил мојкен, толку бил силен. Ама Мидо персиците го струшиле. И после тоа што се случува? Што се случува? Кој доаѓа? Доаѓаат македонците, Александар Македонски и ја совладуваат Мидо Персија. И тоаш ќе се зборува колку е мојкен Александар Македонски. И навистина бил јак, силен, мојкен војсководец. Но што се случило? И неговата власт, како прво се поделила на 4 дела, и тој заминува во историјата. И доаѓаат римјаните. И освојуваат се. И тогаш за Римското царство се вели нема шанси ова да пропадне. Овие се најјаки, врв, нема појаки. Но и тоа царство повеќе го нема и тоа се распаднало. Значи царствата се издигнуваат и паѓаат, се издигнуваат и паѓаат. Но Божјото слово вели дека доаѓа едно ново царство. Доаѓа едно ново царство. Во времето на пророкот Даниел, Вавилонскиот цар Навуходоносор имал еден сон и тој барал од сите толкувачи во тоа време што му биле во царството, од сите бајачи, гатачи, да му кажат што сонувал. Да му кажат што сонувал и да му го истолкуваат сонот, но никој не можел да го каже тоа. Тогаш Бог тоа му го открива на пророкот Даниел, Божи човек, кој бил во прогонство во тоа време, бил во Вавилон. И му го открива сонот и значењето на сонот. Тоа се работи за оној сон што за некој е доста познат, од Даниел 2 глава, сонот со кипот кој се издига и каменот кој го срушува тој кип. Тоа е во Даниел 2 глава. И сега ќе прочитаме в Даниел 2 од 31 до 35 стих. Осамсто 90 страна. И вели: О царю, ти имаше привид, ете кип, голем кип, многу блескав, стоеше пред тебе, страшен за очи, главата на кипот беше од чисто злато, градите и рацете од сребро, стомакот и бедрата од бронза, нозете од железо, а стапалата делумно од железо, делумно од глина. Ти наблюдуваше. Од ненадеж се одвали камен, а да не го допре рака. Па удри во кипот, во стапалата од железо и глина, та го скрши. Тогаш наеднаш се здроби железото и глината, бронзата, среброто и златото. И се стана како плева на гумно лете, а ветрот го однесе сето без трага. А каменот што удри во кипот стана голема гора, та ја наполни сета земја. Значи сите овие 4 нешта што се опишани од метал, злато, таму бронза, железо, сите овие се 4 царства што владееле со светот. А од каменот што го сруши тоа царство без рака да го одвали, излезе Божјото царство кое е вечно. Но сега нема да зборуваме за ова кој дел, кое царство го означува. Само ќе го прочитам уште Даниел 2:44, 44 стих.
Во времето на овие цареви, небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне и не ќе помине врз некој друг народ. Тоа ќе ги разбие и ќе ги уништи сите оние царства, а самото ќе стои довека. Значи, ова е сон за Христовото второ доаѓање. Тој ќе го растресе целиот свет, ќе го растресе универзумот и ќе почне да владее вечно. Од ова треба да разбереме дека Бог е суверен и е над се. Над секое царство и се е под негова контрола. Тој ги поставува владетелите, така вели словото, и тој ги симнува владетелите. Марија, кога го прослави Бог, кога дозна дека ќе роди син, што рече во Лука, 1 глава, 32 стих, вели, односно 52 стих, и таму вели, ги симнува владетелите од престолите, а ги воздига смирените. И потоа во Агеј, вели, ќе ги преврти бојните коли. И сега што подразбираме под тие бојни коли? Значи, бојните коли во тоа време биле најсилното, најтешко наоружување. Како што биле, да речеме, тенковите во Втората светска војна, па и покасно. Како сега еве во овие бојни гледаме овие ракети со голем дострел, тоа тие ракетни системи, тоа тешко наоружување. И царот што во тоа време имал најмногу бојни коли бил најсилен. Таа војска била најсилна. И кога другите ќе виделе толку многу бојни коли, се плашеле. И Бог вели дека тоа тешко наоружување ќе го преврти и ќе го уништи. Ова треба на секого од нас да ни го врати фокусот, размислувањето. Кога размислуваме за Бог, да видиме каков е, колку е силен и колку е мојќен. Наместо да се плашиме од луѓето, а ние често се плашиме од луѓето и тоа е вистина, што важи за секој еден човек, за секој верник. Дури апостолите се исплашија кога Исус беше уапсен и сите се разбегаа на своја страна. И тоа е вистина, ние многу често се плашиме. А видете што вели Господ Исус Христос во Матеј 10:28. И не бојте се од оние кои го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Исус Христос. Плашете се од Него. Луѓето можат да ни го уништат телото, но Бог може да ги уништи и душата и телото во пеколот. Од Него плашете се. Сега дали ние пееме само љубов е семилостив, љубов е Бог е премногу милостив, Бог е само љубов, а овде вели може да ги уништи и душата и телото во пеколот. И сега ние тоа многу често го превртуваме ова. Престануваме да се плашиме од Господа. Го немаме тој страв Божи, ама почнуваме да се плашиме од луѓето. Што ќе речат, што ќе мислат за нив, што ова, што она. Наместо да се плашиме од Бога, ние се плашиме од луѓето. Гледате колку ги извртуваме работите. А што Господ ќе рече? Каде ни е тоа? Каде тоа исчезнало денес? Што Господ ќе рече? Што Исус би рекол на сето ова? Исус вели сменете го фокусот. Бог е тој од кого треба да се плашиме, не луѓето. Секако оној што верува не треба да се плаши, да се треси од страв. Треба да има стравопочит. Треба да има стравопочит од Бог, а не страф и да се тресе.
затоа што Господ е спасител на оние што веруваат во него. И затоа треба да се извршуваат Божиите заповеди. Затоа треба да се извршува Божијата волја, да се бара Божијата волја да ни се открива. Тоа е тој страв со почит или страво почит. Од почит кон Бог да имаме страв од она што тој ни го заповедал. И ајде сега да го прочитаме за крај уште 23 стих од нашиот текст од пророкот Агеј. 23 стих, 2 глава. Во тој ден говори Господ над воинствата, ке те земам Зоровавеле, сине Салатилов, мој слуго, говори Господ. И ке те ставам како печат, зашто тебе те избрав, говори Господ над воинствата. Во тој ден говори Господ. Тој ден многу често во Светото писмо, посебно во Стариот Завет, ке го најдеме ова. Тој ден, денот Господов, денот што доаѓа, а тоа е второто Христово доаѓање. Тоа е тој ден на Христовиот триумф, на Христовата победа. Но што значи ова? Дека Зоровавел ќе го стави како печат. И ова е интересно. Зоровавел бил Давидов потомок и како таков имал право да биде цар. Значи доаѓа од Давидовата лоза. Значи тој бил од Давидовата лоза, тој требало да биде цар. Преку него и неговата лоза покасно требало да дојде ветениот Месија, да дојде Исус Христос. Неговиот дедо, зошто ова не е важно? Неговиот дедо бил цар по име Јехони, кој исто бил од Давидовата лоза. И тоа што се случило тогаш, во времето на неговиот дедо, е запишано го запишал пророкот Еремија, 22 глава, 24 стих. Видете што кажува Еремија. Животот ми мој, зборува Господ. Господ зборува. Кога Јехони, синот Јоакимов, јудејски цар, би бил печат на мојата десница, јас би го истргал од прстот. Значи јас ке го истргам и го фрлам, вели Господ. Значи Бог тој Јехони го проколнал, го отфрлил. Дедото на Зоровавел. Бил од Давидовото потомство, од чие семе требало да дојде Месијата. И сега Бог вели те отфрлам и го одземам печатот од тебе. И ова била лоша вест во тоа време за сите луѓе и лоша вест која ги исплашила, бидејќи е проколната лозата преку која треба да дојде Спасител, преку која треба да дојде Христос, Месијата. И тогаш Израел заради тоа заврши како што заврши. Знаеме, заврши во вавилонско робство заради злото што го правеше таткото на Јехони, Јоаким. И изгледало дека нема надеж во тоа време. Но сега Бог му вели на Зоровавел, кој се родил таму во Вавилон, му вели јас те избрав. И сега ти си тој преку кого ќе дојде Месијата. Тебе ќе те ставам како печат. Значи, кога зборува за печат, се мисли на прстен, кој го носеле царевите, тој бил печат прстен, и кој бил знак за авторитет, за чест и за сила. Царевите имале такви прстени, како што вам ги носеле на десната рака, и кога ќе напишеле или испрателе некој указ, закон, повелба, што и да било, во целото царство, таа порака стигнувала преку писмо, напишано и запечатено со восок, со тој печатен прстен. Значи, гледате каков авторитет има. И кој ќе го види тој негов печат, знај дека тоа е тоа. Тоа е од царот и тоа има авторитет, има власт. И сега ова е добра вест дека Господ и понатаму е заинтересиран за Давидовата лоза. А Зоровавел е представник на таа лоза. Месијата Христос ќе дојде преку Зоровавел. И Исус навистина дојде, зарем не е така, ако читаме во родословијата, ќе видиме. Значи Исус дојде. Но како дојде? Исус дојде како јагне, беше заклан, беше убиен,
заради нашите гревови. Стана жртвено јагне за да ги откупи сите оние што веруваат во него. Значи не сите, сите оние што веруваат во него. Дојде да ги откупи. И истото тоа јагне еден ден ќе се појави како лав. Кога Исус ќе дојде втор пат, кога ќе се врати, тогаш луѓето што нема да веруваат во него, еве како ќе реагираат. Ајде да прочитаме и тоа. Откровение 6 глава, од 15 до 17 стих. И земните цареви, и големците, и војсководците, и богатите, и силниците, и секој роб, и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските камењари, велејки им на горите и на карпите. Паднете врз нас и скриете од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев. И кој може да се одржи? Не знам дали Исус некогаш го гледаме вако, како гневно јагне, дали го гледаме како лав, или сме си останале со Исус како јагне. Да, бил јагне, ама Светото писмо вели кога ќе се врати, безбожниците ќе се кријат, мојкните луѓе во светот ќе се кријат, ама сите кои не веруваат ќе се кријат и ќе бараат планините да ги затрупаат. Од кого? Од гневот на јагнето, од Христовиот гнев. Тогаш Господ се ќе затресе и сите царства ќе исчезнат, бидејќи се минливи. И ќе остане само едно царство, а тоа е Христовото царство. И сега би сакал да го прочитам вториот псалм, го пеевме на почетокот, и да видиме една порака што се надоврзува на ова. Сите ние сакаме псалми, ама ги сакаме кои псалми? Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува, Господ е љубов, псалм 23. Псалмите што го прославуваат Бог. И навистина тоа се прекрасни псалми. Но дали сте го читале вториот псалм, кој носи една голема вистина? Псалм број 2. Зошто се бунат народите? Зошто племињата замислуваат суети? Земските цареви стануваат и кнезовите се собираат против Господа и против неговиот помазаник. Да ги скинеме нивните окови и да го отфрлиме нивниот јарем. Оној што живее на небесата им се смее, Господ им се подсмевнува. Тогаш ќе им рече со својот гнев и со својата јарост ќе ги збуни. Јас го поставив мојот цар над Сион, над мојата света гора. Ја објавувам Господовата одлука. Тој ми рече, ти си мој син, јас те родив денес. Побарај од мене и ќе ти ги дадам народите во наследство и земските краишта во собственост. Ќе владееш со нив со железен жезол и ќе ги скршиш како грнчарски сад. Вразумете се сега вие цареви, научете се земски судии. Служете му на Господа со страв, радувајте му се со трепет. Целувајте го синот, за да не се разгневи и да не загинете патем, зашто скоро ќе пламне неговиот гнев. Блажени се сите кои се засолнуваат во него. Блажени се сите кои се засолнуваат во него. Значи, ова е многу сериозно слово. Единственото засолниште од тој силен, голем, Божји гнев е единствено во него. Во тоа исто јагне. Дали гледате? Засолништето од гневот на јагнето е единствено во јагнето. Единствено засолниште од гневот на лавот, од јудиниот корен, кој доаѓа е во јагнето, што е заклано, кој пострада на крстот. Единствено во Исус Христос е засолништето. И единствено преку верата во него, ние сме сигурни. Не постои ни едно друго место на светот кое е сигурно.
Никаде на светот нема такво место кое ќе биде сигурно во тој момент. Како што кажав на почетокот, денес има премногу егоцентрични поучувања, егоцентрични проповеди, каде што човекот е се она што е важно. Каде што човекот е важен. Околу човекот се врти. Јас сум важен, јас сум важен, јас сум важен, јас сум ова, јас сум она. Сме го свртеле вниманието од овој Бог кој е величествен и силен, од Бог кој доаѓа да владее со светот. На нас. На човек. И што ни се случува тогаш? Ни се случува точно тоа што сега ни се случува. Нема благослов. Нема благослов на секаде. Дури во црквите, каде се врти околу човекот, нема благослов. Нема спасение. Нема осветување. Тапка во место мртва црква. Клуб за забава, би рекол. Семејството, браковите. Се тоа некако се срушува. Затоа што се свртел погледот од големиот Бог, од Библијата, и од него се прави идол, што треба само да растрчува околу нас и нас да ни угодува. Но фала му на Бога за неговото слово, кое не подсетува дека тој е многу, многу повеќе. И моја желба е таков да го запознаеме во сета негова големина, во сета негова мојк и сета негова слава. Да бидеме фокусирани на него, не на себе, на него да бидеме фокусирани. Тој е важен, а не ние. Тој треба да се прослави преку нас, а не ние. Сета слава него да му е даваме. Да се фокусираме на големиот Исус кој доаѓа да растресе се, и небото и земјата. И во него да бараме за солниште. Зашто само при него сме сигурни за солнети. Блажени се сите кои се засолнуваат при него, чита. И затоа да му служиме на големиот цар кој доаѓа. Бидејќи сме повикани да му служиме, да служиме во изградба на неговиот храм. Како што му вели и на Зоровавел, тебе те избрав, ке те ставам како печат. Да ми служиш, бара, Зоровавел. Значи да му служиме само нему и да го градиме неговиот храм. И еден ден кога ќе дојде и ќе растресе се и ќе остане само она што сме го граделе за него. Бог преку нас ќе се прослави, а ние ќе живееме во слава заедно со него. И ќе гледаме неговата слава. Тој ќе остане. И ние што веруваме во него. Значи ќе остане она што сме граделе за него и за негова слава. Се друго ќе биде растресено и уништено. И Бог, се молам да ни се покаже на вистина каков што е онака голем и мојкен. Да го видиме како Бог кој доаѓа повторно, буквално доаѓа. Не духовно, не во илузија. Буквално Бог доаѓа. И времето е близо. И со тој фокус на него, како таков Бог, ќе го искусиме благословот на спасението, благословот на осветувањето, на службата, единството. Бог да не води во тоа. Амин. Да се молиме. Татко наш, семојкен Господе, ти благодариме за Твоето слово што ни го даваш, што не подсетува на Твојата мојк, на Твојата сила, дека единствено Твоето царство ќе опстане. И што не подсетуваш да продолжиме да градиме или да започнеме да градиме за Твоето царство, да го градиме Твојот храм, да не градиме некои распадливи работи, да не бидеме себични, туку да живееме за Тебе, не за себе, и Ти да се прославуваш преку нашиот живот. И точно преку
нашиот живот, луѓето тебе да те гледаат во нас, ние да бидеме пример со нашите животи, пример за верни христијани, кои те следат тебе и одат по твојот пат. Те молам, Господе, благослови ја и оваа заедница. Давај и непоколеблива, цврста вера, вера во вистинскиот Бог. Вера која ќе биде светилник во овој град. Те молам, Господе, благослови го секој ден од нас. Ти ги знаеш и сите наши потреби. Оние кои се ожалостени, ти утеши ги, оние кои се болни, ти исцели ги. Оние кои не се со нас било и каде да се, ти благослови ги, Господи. Благослови ги сите наши потфати. И се она што правиме за тебе, да биде за Твоја слава. Се оставаме во Твои раце и во Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.